Овој месец се одиме сега со една друга тема која се однесува на младите луѓе, средношколците и учениците во училиштата кои се изложени на дискриминација поради нивната хомосексуална ориентација. Недавно беше направено истражување на оваа тема. Вечерва со мене е Билјана Гинова од ЛГБТ центарот. Кои се наодите од истражувањето кое го неодамна го приопштите во јавноста? Првен здраво, фала на поканата и можноста во вечерно студио да разговараме за овие важни прашања. Истражувањето беше насочено кон потребите и проблемите со кои се соочуваат ЛГБТ и луѓето генерално во Македонија и наодите за жал се страшни. Истражувањето покажа дека 61%, тоа значи 6 од 10 лица искусуваат насилство само заради нивната сексуална ориентација и родов идентитет. Тоа во средните школи или воопшто во училиштата? Воопшто ЛГБТ и луѓето, секаде, не само во школите. Но уште пострашно е што тие луѓе не се одобруваат. Они се декларираат како такви во школите? Не. Или поради нивниот манири? Тоа е многу поопасно, затоа што е предпоставена нивната сексуална ориентација или нивниот родов идентитет. Сите оние деца, младинци, луѓе кои едноставно не се вклопуваат во нормативниот или хетеронормативниот изглед, кои не се вклопуваат во тоа однесување, се потенцијална жртва. Се потенцијална цел на напад, на дискриминација, на омаловажување, на силеџиство. Бројките се страшни од тој аспект. Кај хомосексуалните лица, кај лицата од различна сексуална ориентација или родов идентитет во школите, депресивните мисли и чувствата на изолираност придонесуваат до значително нарушување на нивното ментално здравје. Тоа нормално влијае и на нивниот успех во школа, влијае на нивното социјализирање со врсниците. Живеат доста изолиран живот. Како се однесуваат институциите, самите училишта, наставниот кадар, дали им помагаат во такви ситуации, дали воопшто имаат однос кон тоа? Да, немаат. Немаат, имаат однос хомофобичен, имаат однос кој е хомофобичен. Од ова друго истражување кое го правевме на општата ЛГБТ и популација, не само во школа, застрашувачки е фактот дека од 71 до 75% не го пријавуваат насилството, без оглед дали е во школа, на улица или е домашно насилство. Не го пријавуваат, а тие што го пријавиле пак, искусиле во најголем процент искусиле дискриминација токму од вработените во системот, и во полиција, и во центрите за социјална работа, заради нивната сексуална ориентација или родов идентитет. Со што тие се изложени на двојна или тројна понекогаш виктимизација. Се обидели ли да контактираат народен правобранител или комисија за антидискриминација, која е тоа работата? За жал, многу малку од луѓето се информирани за сите механизми кои можат да ги користат. Многу малку од нив знаат дека можат да пријават дури и во школскиот психолог или педагог, затоа што школата едноставно не ги информира за тоа. Школото е немо за сите проблеми со кои се соочуваат луѓето од различна сексуална ориентација. Имаат ли подршка во нивните семејства, барем? Или семејствата се во... Само малку имаме податок дека 37% од ЛГБТ и луѓето доживуваат домашно насилство. Само заради нивната сексуална ориентација или родов идентитет. И голем дел од нив не го пријавуваат, токму од оваа традиционалистичка култура во која живееме, затоа што сметат дека тоа е фамилиарна работа, дека тоа да не ја срамат фамилијата и името на фамилијата, не го пријавуваат тоа и не зборуваат за тоа. Ние во Лесвем, во таа една лесбеско-феминистичка група која ја имавме евидентирано случај на жена која беше жртва на брутално физичко насилство во незиното семејство само заради незината ориентација. И таа не го пријавува случајот. Затоа што таа е економски зависна од незиното семејство и нема друг избор. Едноставно мора да лажи за себе, да го крие сопствениот идентитет за да преживее, буквално. Билјана, ти си дел од таа заедница. Од дете нааму, како се соочуваше со сите овие предрасуди со кои се наталожени во нашето општество? Бого не е лесно. Јас сепак не можам да бидам игнорантна и да не ја признам мојата привилегираност. Јас сум од многу мала во невладин сектор, во граѓански сектор, каде што најдов голема поддршка.
Ама за жал, она што јас го живеам, не го живеат најголемиот број од ЛГБТИ луѓето. Пак ќе кажам, јас сум економски независна, живеам сама, си ги обезбедвам моите потреби, Како ти беше тебе во школа? Можам да го правам тоа што сакам. Се сеќаваш ти на средношколските? Да, супер ми беше, јас ја криев мојата ориентација во школа. Ја криеш? Да. Вешто? Вешто. И тоа те фрустрираше? Да, дефинитивно. Тоа фрустрира затоа што јас бев обкружена со мои врсници кои непрестано зборува за нивните дечковци, за проблемите кои ги имаат, за нивните први сексуални односи, за нивните кавги и расправи. Јас само ќутев и се смеев. Дури имав ситуации, сега ме потсети како на терапија, дури имав ситуации да измислувам приказни за да се вклопам во друштвото, за да се чувствувам дел од моите врсници. Не бев разбрана од нив, дури кога се отирав по некое време не мислам дека бев прифатена и разбрана. Ама тие пак врсници Боко, тие не ни знаат како да ме разберат и да ме прифатат. Единствено што го има во учебниците во школата е хомофобија. Тоа е моето следно прашање. Имавте забелешка за стратегијата на Министерството за образование околу овој сегмент. Дали воопшто се предвидува да се обрне внимание на оваа реалност која ја имаме во општеството, како и во сите други? Мислам дека Министерството за образование мора да свати дека има моќта и можноста да навистина придонеси за културен шифт во државава. Можеме да забележиме дека владата прави некои чекори за унапредување и на законодавството и владиниот врв искажа поддршка кон ЛГБТ луѓето. Премиерот дојде на прославата на 5 години од ЛГБТ центарот, министерот за внатрешни работи дојде на нашата конференција за Access to Justice да каже колку е важно законодавството да се... Дали има импакт тоа декларативна поддршка, дали има импакт во реалност? Таа декларативна поддршка има импакт кај заедницата, затоа што заедницата прв пат го гледа политичкиот врв на државата да изрази солидарност, но таа декларативност мора да се преслика во законите. Министерство за образование мора да свати собствената моќ и да ги ревидира учебниците и да ревидира стратегијата. Барате ли одговорот нив зошто нема? Одговорот беше јавен, мислам дека излезе во Фокус или некаде, кој беше скроз општ и кој се уште се крие и ги крие ЛГБТ и луѓето за некој демократски, демократичност или не знам што. Род, сексуална ориентација, родов идентитет не се спомнати во стратегијата, која впрочем се уште не е јавна за очите на јавноста. Мислам дека треба да биде јавна и да подлежи на јавни расправи. Затоа што образованието ги не моделира нас како ученици, како идни граѓани кои треба да градиме демократија. И ако ние во школа не овозможиме еднаков пристап до знаење и до информации, немаме... Билјана Гинова, благодарам што беше гостин во ноќно студио. Да, фала Боријан, да знаем дека е толку лесно, не можеш да паничаш. До следното гледање. Фала, поздрав.